Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев со најавата за метла оди по неговата максима дека рибата смрди од опашката, па така вината за огромниот пораз кој што му се случи на СДСМ, нанесен од граѓаните, ќе бара во сите други, освен во него. Но Зоран Заев мора да свати дека рибата смрди од главата, а не од опашката. И ако од некој треба почне метлата и чистката, тоа е тој самиот Зоран Заев да се исчисти од политичката сцена во државата. Најпрво Зоран Заев и неговиот кандидат Стево Пендаровски, кој самиот потврди дека е 102% ист како Заев, заедно понатака со целата влада и со целото раководство на СДСМ треба да се исчистат од пред очите на граѓаните и повеќе да не им се појавуваат. Зоран Заев има целата вина и одговорност, заедно со целата влада и целата партија, за огромниот пораз нанесен од граѓаните. Зоран Заев и официјално е најомразениот лик помеѓу граѓаните на Република Македонија, а тоа се виде после денот на гласање. Пред да заигра метлата во владата, Зоран Заев треба биде свесен дека веќе не му проаѓаат кај граѓаните ваквите лажни изјави и повеќе никој не му верува. Зоран Заев исто така треба да е свесен дека пред да заигра метлата, граѓаните не забораваат и нема да ги простат сите криминали, лажни ветувања, лагите дека нема да има промена на уставот и се останато што се случи изминативе 2 години. Чистката на Заев треба почне од него, заради криминалните иновации од 10,5 милиони евра, заради крвавите тендери на Венко Филипче, заради сите неразчистени убиства, заради сите коруптивни скандали, заради сите рекети уцени закани, заради сите наместени тендери, заради камионите на Вице Заев, заради се она што се случи изминатите 2 години, како што реков. Чистка мора да има и заради непотизмот, по примерот на Мира Дизел, кој што ја зафати како епидемија целата држава, односно целото СДСМ. Никој не го тераше Зоран Заев да ветува брда и долини, да ветува 500 евра плата, да ветува 100.000 денари плати за докторите, илјадници километри автопат. Никој не го тераше да ветува дека ќе тече мед и млеко по улиците. Никој не го тераше Заев да ветува дека само уште што не дошле Facebook и Google и сите други странски инвеститори. Заев мора да знае дека пред да заигра метлата, јавното обвинителство мора да ги заврши сите истраги за криминалиите на владата на СДСМ и самиот Заев и неговата фамилија и мора сите заедно да сносат одговорност. Ниту една метла на Заев нема да ги амнестира ниту една од криминалите на СДСМ и ниту еден од функционерите на СДСМ кои ја ограбија државата и граѓаните изминатите 2 години. Ниту една метла, ниту еден дефукус и ловење во матно нема да ги премисли граѓаните да истават крај на оваа неспособна влада на Зоран Заев и СДСМ. За крај, доколку Зоран Заев и сите останати од СДСМ не си понесат одговорност за овој огромен пораз, нека не се секираат, ВМРО ДПМН е многу набрзо на парламентарни избори ќе ги смени и ќе ја врати државата на вистинскиот пат. Времето на криминалниот картел на власт и кланот Заеви заврши. Граѓаните му го најавија крајот и падот на Заев и на СДСМ. А секој пат е болен и одговорност за се мора да има. Професорката Гордана Силјановска Давкова е новиот и иден председател на Република Македонија. Благодарам.